Во време кога светот повторно стои на раб на сериозна ескалација, Блискиот Исток станува клучна точка на глобалната безбедност. Тензиите околу Ормускиот теснец, можната вклученост на НАТО и улогата на Иран отвараат прашања што директно ја засегаат и Европа. Колку е реална заканата од поширок конфликт? Дали светот се движи кон нова воена фаза или кон преговори? И што значи сево ова за глобалната економија, цените на енергенсите и нашето секојдневие, како ќе се одрази дома? Во Директно вечерва разговараме со Мирчо Јовановски, колега новинар. Добар ден. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. Никола Дујовски, професор на Факултетот за безбедност. Добар ден и за вас. Добре дојдовте. Благодарам. Два клучни аспекти, затоа и таков е составот. Едниот е економијата, другиот е безбедноста. Ајде за почеток, Дујовски. Тензиите околу Ормускиот теснец се на праг да прераснат во еден поширок воен судир, меѓутоа и со поширока ескалација врз она што се нарекува економија, што веројатно значи проширување на досегашните тензии и дефинитивно регионалниот конфликт излегува од рамките на регионот. Како го цените? Многу наскоро ќе добиеме потврден или негативен одговор на оваа тема. Ми се чини дека се уште не сме го достигнале врвот и дека има простор да се смират работите, има простор да се воспостави било каква комуникација која што ќе води кон запирање на сето ова, што може да доведе до проширување на конфликтот и надвор од територијата на Блискиот Исток. Затоа, барем во оваа фаза нема најави, бидејќи другите светски сили, особено они од Истокот, нели Кина и Индија, се прилично резервирани. Следат што се случува, се разбира. Европа исто така не покажува некоја посебна подготвеност да се вклучи во действијата на Блискиот Исток, освен Велика Британија, се разбира. Сите други се поприлично резервирани. И Велика Британија прилично резервирано. Меѓутоа, најмногу од сите таа отиде затоа што нели кажа дека тие има соодветни средства со кои што може да помогне да се разминира тоа што денеска Иран веќе го минираше на тој простор. И сметам дека не сме во фаза во која што треба да се грижиме дали барем во наредниве неколку денови ова ќе се прелие и надвор од заливот. За сега станува збор за една прилично ограничена. Добро, кога реков прелие надвор од заливот, мислам на економските последици кои веќе сите ги чувствуваме, а кои што може да добијат поширока димензија од сегашната. Но знаете како имаме до таа мера информации кои што се непроверени, ми се чини дека како никогаш претходно, иако живееме во свет во кој што информацијата за дел од секундата може да стигне до другиот крај на светот, сепак изостануваат добрите информации, проверените информации на кои што можеме да правиме сериозни анализи. Едно е наутро, друго е напладне, трето е во попладневните часови. Значи се менуваат работите и зависи во зависност од информациите кои што се пласираат, апсолутно не можеме да извлечеме заеднички содржател што навистина се случува таму. Кој победува во оваа војна? За сега никој. Чија пропаганда победува во оваа војна? Може би предничи пропагандата која што најдиректно е поврзана со претседателот Трамп. Меѓутоа и од друга страна го имаме Иран и се разбира неговите партнери, јас би рекол дефинитивно и во Москва, кои што имаат сосема поразлична пропаганда, дека Иран е тој кој што го срамнил со земја Тел Авив и други градови во Израел. И затоа велам, апсолутно е невозможно да извлечете заедничка цел на сево ова. Што се сака да се постигне? Како ќе ја спречиме Третата светска војна, ако разгоруваме на толку едноставни начини конфликти кои што еве веќе имаат последици не само по безбедност и по економијата, туку и генерално по животот на граѓаните. Ми се чини дека во изминативе неколку денови животот во Обединетите Арапски Емирати и сите околни држави е целосно променет. Таму само навидум функционираат добро. Во контактите што ги имаме со нашите луѓе кои што се уште таму, велат, знаете, не е многу страшно. Тоа се земји кои што имаат инвестирано значителни пари во одбрамбената моќ на нивните армии, иако немаат веројатно напаѓачка моќ, меѓутоа имаат силна одбрамбена моќ. Голем дел од проектилите кои што се упатени натаму се неутрализирани, меѓутоа доволно е еден таков проектил да заврши во Дубај и да предизвика голема штета и да го потресе веројатно целата и берзите и се друго на еден начин од кој што тешко ќе се вратиме назад. Да. Јовановски, како ги гледате досегашните импликации од овој конфликт врз генерално врз светот, но особено врз Европа, претпоставувам, со оглед на зголемувањето на цените првично, но и она што понатаму може да се очекува? Па генерално првиот удар е преку цената на нафтата која што нагло скокна и сега е некаде
нешто над $100 за барел, што е значително повеќе од пред 2-3 недели. Например, само се надоврзам професорот Дујовски што кажа околу импликациите на Блискиот исток, таму веќе се гледа, го спомнавте Дубај. Вредноста на инвестициите во недвижностите веќе е намалена за 1/3, за 30%. Зборуваме за регион каде што важи се уште, претпоставам, како инвестициски рај. Таму се многу драстични последиците. Генерално и во целиот свет тие последици се чувствуваат. Во еден блок Нобеловецот Кругман зборува за порастот на цената на бензинот во Соединетите Американски држави. Тој вели дека изненаден е не толку од порастот на цената, колку што од брзината со која што се случува таа динамика. Кај нас исто гледаме колку се зголеми цената на бензинот. Правев некои споредби токму денеска во однос на 2,5 месеци претходно, значи некаде кон крајот на декември споредено со денешната цена која што важи на бензинските пумпи, цената на дизелот е зголемена за 40%, значи од 64,5 денари колку што беше кон крајот на декември во последната третина од месецот до сега. Значи сега е 92 денари. 50%. Да, тоа се огромни влијанија, последици. Денеска исто ФАО, Организацијата за храна при Обединетите нации, излезе со свое видување дека се многу зголемени цените на прехранбените производи со далекосежни импликации, особено врз сиромашните земји. Така да, генерално, ако можеме да ги анализираме последиците од оваа криза што го зафати Блискиот исток, односно војната помеѓу Соединетите Американски држави и Израел наспроти Иран, значи како прво се одразува на, гледано од економски аспект се разбира, се одразува пред се на цената на нафтата и на нафтените деривати и на другите производи, значи ја потикнува инфлацијата, берзите се прилично нервозни. Денеска не знам каква е ситуацијата, меѓутоа деновиве сме сведоци дека главните светски берзи во Њу Јорк и во особено исто така и во Азија се прилично волатилни, како тоа се вели. Така да допрва ќе ги согледуваме последиците и ефектот и обемот на тие последици, што секако ќе зависи до кога ќе трае оваа војна и до кога ќе трае исто така блокадата во Ормудскиот теснец. Дујовски, ги остварили Америка делумно и Израел делумно своите цели и интереси поради кои што ја почна оваа интервенција, оваа војна? Или, бидејќи на почетокот тоа можеше да изгледа така, со убиството практично на врховниот лидер, за подоцна да се види дека сепак како да немаше план Б во целата таа акција. Како понатаму? Не ми е докрај јасно ни која била првичната цел. Што се сака да се постигне со сево ова и зошто, нели, да се спречи Иран да го развива своето нуклеарно оружје и да се спречи Третата светска војна, која што во некое догледно време, според информациите што тие ги имале, ќе се случила. Меѓутоа, во првичниот удар и елиминацијата на ајатолахот Хомеини, веројатно Хамнеи, да, Хомеини беше далеку пред тоа. Веројатно очекувате да видиме што е целта на Америка и каква е нејзината идеја за Иран понатаму, бидејќи не отидоа да бомбардираат некои воени објекти, туку директно нападнаа врз главата на оваа власт во Иран и го елиминираа на релативно успешен начин. Тоа е нешто што веројатно информациите кои што тие ги имале за неговото движење и движењето на неговите блиски и на дел од неговото семејство се навистина прецизни. Но што потоа? Еве се случи да неговиот син биде избран за многу краток временски период на тоа место и сигурно дека тоа не била целта на председателот Трамп. Да го тргне таткото за да го востоличи синот. Можеби тоа ќе изгледа чудно, меѓутоа тоа не смее да биде во такви услови последната цел за која што ќе речеме дека сме ја оствариле стратешката задача зошто влеговме во оваа војна. Ми се чини дека само делумно досега се успешни,
Особено затоа што работите пополека излегоа од контрола. Може би тоа им одговара на председателот Трамп и на неговата администрација. Еве за цените на нафтата, тој имаше една изјава во која што рече дека па тоа е премногу ниска цена што сите треба да ја платиме за да постигнеме мир во светот. Ако се сетиме месец претходно, тој воспостави оној нели еден голем широк пакт за мир или како го нарече, во кој што некои од соседните земји се приклучија, а сега одеднаш имаме сосема поразлична состојба од мирот. Предизвикувајќи нова војна не можете да донесете мир, барем не во еден краток временски период. И затоа ми се чини дека дел од информациите со кои што располага американската администрација не биле докрај проверени. И не била подготвена акцијата на начин на кој што тие посакуваат да се заврши. Но тие велат дека 90% од морнарицата на Иран е уништена, огромен дел од балистичките ракети кои што постојат, иако не знаеме колку подземни утврдувања има до кои што не допира американската сила, и дека Ормузскиот теснец се поставил како единствено прибежиште за Иран, од каде што сега може да ја до некаде контролира војната. Тоа е така денес. Тоа беше така и вчера, но ако е навистина така и да е иранската армија десеткувана, значи дека војната ќе заврши за неколку дена. Или барем оние отворени судири, затоа што Ормузскиот теснец е нешто во кое што и Трамп доаѓа на испит и повикува помош и поддршка од своите партнери во НАТО, во Европа и така натаму, нели, да се придружат со своите сили за да ослободат пат. Затоа што тој не е важен само за американците, веројатно најмалку е важен за нив. Тие имаат други извори, имаат и собствена нафта и собствени природни ресурси, и венецуелската им е тука, но оставањето да веројатно тој на тој начин ќе ја финансира својата кампања понатаму. Но дефинитивно ми се чини дека од безбедносен аспект постојат промашувања за кои што допрва ќе треба да анализираме. Во овој момент едноставно се менуваат работите од да не речам од минута во минута, но денес не е тоа што ќе биде утре. А тоа значи дека немате добар план. Како ја цените, Дујовски, изјавата на Трамп? Ние сме секогаш тука за земјите членки на НАТО, а тие сега не се тука за нас, практично како еден крик, повик до нив да бидат вклучени во конфликтот на некој начин. Па, знаете, јас не би ја коментирал изјавата на председателот, еве ќе направиме една паралела за изјавите на европските лидери, Макрон и сите други, министрите за надворешни работи кои што активно се среќаваат, нели, тие учествуваат и во креирањето на одлуките на НАТО. Ми се чини дека ставот е поприлично јасен и појасен е дури од американскиот. Ова не е војна на Европа и нема зошто Европа во оваа фаза да се вклучува, па макар дека биде прашање само за Ормузскиот теснец. Факт е дека Европа од таму користи многу, добива многу, но сигурно не е подготвена во еден ваков, особено не затоа што ми се чини дека последни кои што дознаа за себе ова се НАТО, а кога сте партнер, не можете самостојно да одите и да очекувате помош на работа која што претходно, ако ништо друго, не е одобрена од НАТО, а да не зборам дека не е одобрена од Организацијата на Обединетите нации. Затоа ми се чини дека Израел и неговото влијание во Соединетите американски држави и особено близината на круговите околу председателот Трамп не доведоа сите нас во една малку, да речам, не малку, но прилично непријатна ситуација да не можеме како аналитичари во областа на безбедноста да препознаеме кој е нашиот патот. И ние сме земја членка на НАТО и веројатно имаме одредени обврски во тој дел да дознаваме во 5 до 12 за тоа што е основниот стратешки план за тој дел од светот. Јовановски, главниот удар, како што веќе кажавме, е во ценовната неизвестност сега, пред се во Европа. Ги слушнавме изјавите и на европските лидери во однос на барањето или условно речено пораката од Трамп. Но се уште не знаеме, не можеме да го видиме оној лидерски сенс на впрочем тоа секогаш било така на Европа. Дали е Европа подготвена да се носи со овој шок или ќе се соочи повторно со енергетската неизвестност? Ајде вака, значи дневното производство на нафта во светот е мислам околу 105 милиони барели. Од тоа 20% минуваат низ Ормузскиот теснец. Најголем производител во светот на нафта е се Соединетите американски држави, околу 30 милиони барели дневно, нешто малце повеќе, или нивното учество е 29,7% во вкупното светско производство. Втор регион е Блискиот исток, нешто помалку од Соединетите американски држави, тука некаде се, за некој процент помалку. Третиот регион е така наречениот Евроазија, значи Русија, Казахстан, Азербејџан и потоа следуваат Азија, Пацификот, Европа е на крај. Значи Европа
учествува во светското производство со 4-5%, мислам, ако добро се сеќавам на податоците. Соединетите Американски држави, нели, во рамките на Меѓународната агенција за енергија или така, се иницира и веќе има одлука за ставање во функција на стратешките резерви, кои што се во износ од 400 милиони барели. И сега кога ќе се спореди, нели, дневното производство со овие 400 милиони барели кои што се ставени во функција да го смират пазарот, тоа излегува дека е отприлика колку што е 4-дневното производство. Меѓутоа треба да се земе во предвид колку што успеав да прочитам, значи мислам дека се загрозени околу 10% од набавките, снабдувањата, што значи дека тие 400 милиони барели се доволни за 40 дена ако се земе во предвид динамиката со која што е намалено производството. Европа и досега во повеќе наврати покажала, би кажал, и разединетост во рамките на Европската Унија околу формирањето на одредени ставови. Тоа го гледавме и во поглед на односите кон Русија и Украина, исто и сега. Немаат, мислам, единствен став. Шпанија има еден став, Германија има друг во поглед на војната, така да не можеме да зборуваме за некои унифицирани ставови. Од економски аспект Европа е ранлива токму поради тоа што нема, поради низината зависност од енергија. Видовме и треба повеќе години таа да се пресвечи, така да кажам, да се префрли после војната во Украина. Со енергетската криза од 2022 година и зависноста која што беше огромна од руската нафта и од рускиот газ. И само делумно е прескокната. Точно, да. Меѓутоа сега дојде во една друга зависност од Соединетите Американски држави. Така да мислам дека Европа има многу предизвици пред себе. Гледаме тоа и по растот на домашниот бруто производ. Таа каска последниве години од ковид кризата наваму, особено во однос на Соединетите Американски држави, да не зборуваме во однос на овие големите азијски економии како што се Кина, Индија, па Бразил во Јужна Америка и така натаму. Така да пред Европа стојат прилично големи предизвици како ќе го трансформира, како ќе го стопанството за да може да одговори на целокупната глобална позиција. Во контекст на ова само да дополнам дека можеби директните последици од војната нема толку многу да ја удрат Европа, но како индиректни последици веројатно ќе се чувствуваат најмногу во Европа. По однос на сите прашања, евентуалниот мигрантски бран, доколку ова тргне кон лошо, ќе се насочи кон Европа, нема да се насочи нити кон Русија, бидејќи не е просторот едноставно не е таков, нити кон истокот, туку ќе се насочи кон Европа. И значи последиците во годините натаму многу повеќе ќе се чувствуваат во Европа отколку во Соединетите Американски држави. Да. За сега благодарам, ќе повикам изјавата на Фатих Бирол, директор на Меѓународната агенција за енергија, која што пред малку ја споменавме со денешното негово излагање во однос на тоа што можеме да очекуваме наредните денови. Dear colleagues, as I speak now, as a result of IEA action, additional barrels of oil are flowing to the market in Asia. And on top of those barrels being released right now, more and more are coming from IEA emergency reserves, both crude oil and oil products. In total, from the IEA collective action, countries in Asia Pacific have committed to release well over 100 million barrels. In Europe, a similar amount. And in Americas, countries are releasing over 170 million barrels, with more additional supply coming over 20 million barrels from increased production. We are coordinating closely with all our member countries to ensure that the oil stocks they have agreed to release reach the market in a timely manner. We are closely monitoring this process.
With this unprecedented action in place, I very much hope the situation will be resolved quickly to enable markets to start recovering. But of course, we also have to be prepared in case it continues for a while longer. And even if the state were to reopen tomorrow, the IEA estimates it will still take time for the global energy trade to recover. With the security situation in the Middle East still very much in flux, the IEA will continue to work closely with the governments around the world to discuss options for responding to the disruptions we are seeing. We have already started to review what information and recommendations we can provide also on the demand side to further support energy security. Тоа беше изјавата на генералниот директор на Меѓународната агенција за енергија. Во основа се потврдија тезите за кои што и тука зборувавме. Да, само една работа додавка? да во врска со да се надоврзам на кога сме веќе во овој дел од разговорот. Често пати се зборува дека може Венецуела нели да надомести некои загуби кои што произлегуваат од Блискиот исток, меѓутоа треба да се има во предвид дека станува збор за различни типови на нафта. Значи, една е ова лесната нафта што ја произведуваат во Соединетите Американски држави, во Иран се произведува така наречена средно тешка нафта, која што исто е лесно прилагодлива до рафинери, до поголемиот број на рафинерии во светот. Венецуела произведува така наречена тешка нафта, значи со многу сулфур, со други елементи, така што преработката или да речеме рафинериите кои што се прилагодени за преработка на еден тип на нафта, тешко можат брзо да се премостат да преработуваат нафта од друг тип, особено ова што е од Венецуела. Така да има многу предизвици, не само да кажем од економски аспект, чисто и од технолошки аспект кои што треба да се земат во предвид за да се осознае, за да се има целата слика и целата сложеност на ситуацијата. Да. Добро, како што рече и директорот на агенцијата, јутре да се отвори теснецот, ќе треба време за енергетскиот сектор да се искалибрира, како би рекле, за да повторно се врати на свое, но се чини Дојевски ќе треба време и за овие напнати односи и меѓу сојузниците и меѓу Европа и САД да се искалибрираат и да се доведат повторно на некое ниво на кое што биле не само пред овој конфликт, веројатно што малку порано е тоа почнато практично со доаѓањето на Трамп, кој што на некој начин го продуцираше тој внатрешен судир, кој за сега е вербален, се разбира, меѓутоа и трговски, и економски и така натаму. Како понатаму, како светот ќе заздравува од овие нездрави односи кои што се поставија изминативе година-две? Да, прво и најважно е да се сопрат дејствијата. Од тука да тргнеме, рано е да зборуваме за заздравување, тоа доаѓа во една подоцнежна фаза, особено имајќи предвид дека во првиот мандат на председателот Трамп немаше некои, барем не толку силни нели укажувања дека може да се случи вакво нешто. Ова е сосема нова политика. Меѓутоа, Израел и неговиот однос со соседите, особено со Либан и сите други наоколу, е прашање кое што трае повеќе од половина век. И тоа нема да се затвори во скоро време. Мене ми се чини дека за еден догледен временски период од кога ќе заврши се ова, Соединетите Американски држави ќе ги изгубат своите позиции на Блискиот исток. Владите на околните земји, особено на овие помали земји кои што се итекако важни во производството на нафта, но по бројност и по друга моќ не се толку значајни колку што е Иран, ги поддржуваат Соединетите Американски држави. Но населението во тие држави, а особено сега, по оваа нова отворена војна кон Иран, не ги поддржуваат Соединетите Американски држави. И тоа тогаш ќе се преточи и на владите во тие држави, затоа што тие држави се управувани на поразличен начин, не е демократски систем, не е избори, па една партија да изгуби, друга да добие, едноставно властодржците таму ќе го следат темпото и насоките на својот народ веројатно повеќе отколку досега. Затоа сметам дека Соединетите Американски држави не до крај прецизно ја подготвија оваа операција.
особено имајќи предвид дека барем за сега се е од воздух, нели, се уште нема действие на копно и ми се чини дека до овој момент нема действие од вода. Иако е блиску, нели, носачите на авиони се тука, може тоа да се подведе под такво дејство, но директно действие од вода кон копно и кон воздух нема, освен за одбранбени цели во другите држави. Но дали на овој начин ќе се постигне поголем мир од колку претходно? Дали на овој начин ќе можеме утре да ги изгладиме односите? Друго се земјите кои што се соседи. Сакале ни или не, кога тогаш со бугарите ќе се договориме на еден и на друг начин, оваа деценија или наредната, не е важно. Но Соединетите американски држави и особено американците со тој дел од светот ми се чини дека во нашата генерација се завршени било какви односи, односно затоплување на односите кои што во мандатот на овој американски претседател се нарушени во голема мера. Јовановски, дали оваа неизвестност која што почна прво со економијата, сега е веќе и воена, кога мислам економијата, мислам на тарифите кои што ги воведуваше администрацијата на Трамп кон Европа и кон другите земји и создаде едно, како да кажам, не само незадоволство, туку и несигурност меѓу компаниите и меѓу стратешките партнери на САД, ќе продолжи во следниот период или можеби некои поуки ќе се извлечат кога ќе дојде до евентуален крај на оваа војна? Да се надеваме дека ќе се извлечат поуки, меѓутоа од досегашното искуство нели ги спомна тарифите, кои што беа укинати од тамошниот Врховен суд, па повторно воведени на еден друг начин. Значи создава една целосна неизвестност не само во работењето на компаниите. Јас тука гледам огромни последици врз нивните апетити да инвестираат. Гледаме дека а тоа е прашање што не засега многу нас, бидејќи ние сме ориентирани кон привлекување странски директни инвестиции, не само нас, туку и целиот регион. Меѓутоа, податоците за минатата година покажуваат пад не само кај нас, и во други држави од регионот, пад на странските директни инвестиции, што економските аналитичари и компетентни луѓе ги објаснуваат не само со сложената ситуација во регионот, туку и како директна последица на неизвестноста што ќе биде утре. Да речеме, какви услови за работа ќе имаат тие компании во Америка, да речеме, дали ќе може да ги извезуваат таму своите производи, како ќе биде во Европа. Така да, тие последици што се чувствуваат од војната сега, тие се само дополнување на сето она што постоеше во светот во изминатиот период, цела таа неизвестност која што се создаде во деловната клима. Да се надеваме дека ќе се извлечат некои поуки, дека работите ќе тргнат на подобро. Да. За сега благодарам, одиме на куса пауза за рекламни пораки. Повторно во студиото на Директно. Дујовски, здравата логика ни вели дека барем и така изгледа и од страна и кога го гледаме конфликтот во овој момент како се случува, дека што побрзо заврши, дека двете страни би биле позадоволни. Бидејќи колку и да Иран вели дека ние можеме со месеци, сепак бројноста, моќноста на Иран е помала од она на САД, а САД не може да ги оствари сите цели за кои што веројатно сонуваше Трамп. Ако е тоа здрава логика, зошто да не се случи поскоро, при што веројатно ќе си најдат причина како би се повлекле од тој конфликт? Ако можеме да процениме која е целта на се ова, тогаш можеме да зборуваме и за можните решенија. Мене ми се чини дека се уште не сме во фаза да процениме точно и вистински која е целта. Демократизација на Иран, контрола на природните ресурси на тој дел од светот, контрола на Ормудскиот теснец. Што е конечната цел? Заштита на Иран, односно на Израел за едни долги стази или што и да е друго. Меѓутоа, факт е дека секој нареден ден, прво од економска гледна точка, тешки милиарди се губат. Да не зборуваме за човечки животи, за изгубена туристичка сезона. Тој дел на светот почива сериозно и на туризмот. Знаете, добар дел од светскиот туризам е и таму. Ако ова продолжи во пролетните месеци, катастрофални би биле последиците и секој ден ќе биде се потешко да се седне на маса.
Не може во 21. век, во време кога војната се води на многу неконвенционални начини, да имаме еден кој што целосно ќе биде поразен. Такво нешто ми се чини дека од воведувањето на интернетот и вештачката интелигенција едноставно не е можно. Не можете тотално да поразите и не можете да бидете целосен победник. Што поскоро го сватат тоа тие кои што сега ја продуцираат едните одбраната, а тоа е свето право, нема збор дека Иран има право да се брани се додека може на негова територија. Друго, Соединетите Американски држави и нивните партнери во таа екскурзија, еве да ја наречеме, сватат дека мора што поскоро да се седне и да се договори како ќе бидат односите. Знаете, Европа по Втората светска војна се развива благодарение на договорот помеѓу Германија и Франција. Ако се најде начин да и Соединетите Американски држави ги остварат своите интереси и Иран, барем делумно се разбира и двете страни, тогаш лесно можеме да воспоставиме еден, па нека е тоа привидно, потраен мир, затоа што таму нема мир со децении. Таму е мирот само привиден, таму се градат патишта на разединување и на сатанизирање на Соединетите Американски држави долго, од 79 година па наваму, буквално секојдневно сатанизирање на Соединетите Американски држави и од друга страна, еве, гледаме дека воената надмоќ на председателот Трамп му дава некаква логика дека тој може да воспостави свој начин на управување таму, што едноставно не е можно. Затоа мора што поскоро. Ние сме премногу мала држава, апсолутно за нас не е ни ред да се вклучуваме во такви дискусии, но логиката, не само безбедносна, воена, човечка, психолошка, економска и секоја друга, говори дека доколку утре се воспостави макар и првичен и минимален контакт на едно, не мора највисоко ниво за почеток, но на едно пониско ниво помеѓу луѓето во Иран и тие во Соединетите Американски држави, може да почнеме да бараме решение за мирот. Но мир кој што ќе биде траен. Европа на еден или на друг начин е добар пример и еве гледаме дека и после 70 години по завршувањето на Втората светска војна нема војна помеѓу земјите во Европа. Веројатно причината е добрата логика на користењето на европските ресурси, особено нели во Франција и Елзас и Лотарингија на едната страна и Германија, Рур и Сар од другата страна, кои што се веројатно и најбогати со такви наоѓалишти и силни економски подрачја во Европа, кои што довеле до формирањето на Европската заедница за јаглени челик, Евроатом, Европската економска заедница. Можеби некој таков модел на користењето на итекако силните природни ресурси на тој дел од светот може да ги задоволи барем економските интереси. Сега во однос на војните интереси тоа е многу отворено прашање. Израел секогаш ќе биде пречка за сопнување кога ќе се зборува за мир, затоа што тие се па диаметрално различни од интересите дури на Соединетите Американски држави, колку и да изгледа во овој момент дека интересите на Трамп и на Нетањаху се преклопуваат, тоа не може да трае до недоглед. Сепак Трамп е ограничен со уште 2,5 години мандат, а Нетањаху можеби на првите наредни избори веќе нема да биде тоа што е денес. Да. Ивановски, вашето мислење? Не би знаел да одговорам до кога може да трае овој конфликт. Голем дел од аспектите ги објасни професорот. Јас можам само да додадам дека какво и да биде решението треба да биде добро за економијата, како во светот, така во Европа, и се разбира тоа би се однесувало и на нас. Од воен аспект веќе има многу штети на сите страни. Да ги споменеме Обединетите Арапски Емирати, кои што се на удар на иранските ракети. Таму од 11 на милиони луѓе, мислам дека околу 10 милиони странци имаш. Сега веќе кој знае колку. Голем број од банките се повлекува од тој регион. Ги напуштија позициите стравувајќи дека ќе бидат гранатирани. Така да туризмот го спомена, туризмот на кој што почива, нели, Дубај и другите градови таму во Емиратите, не постои. Имаше една информација за една жена која што патуваше дали од Полска или од Балтичките земји кон Доха. Мислам дека беше била единствениот патник во авионот на редовната линија која што се одржувала. Тоа подсеќа како на времето на ковид, кога се одржуваа
вештачки авиолиниите само за да може да бидат во функција авионите и екипажите кои што ги обслужуваат. Дури анекдота имаше каде пилотот и дошол и се извинил за доснењето од неколку часови на таа линија. Тоа зборува за огромните последици, да не зборуваме и еден аспект кој што често пати се занемарува, а тоа е еколошкиот аспект. Колку само емисии стакленички гасови, јаглероден диоксид и што ја знам што не се емитуваат во атмосферата. И сега заложбите нели за зелена агенда делуваат помалку смешно кога имаме вакви воени действија во регионот, во Украина и така натаму со сите економски последици. Сад со доаѓањето на Трамп први стапија од зелената агенда на Обединетите нации, ако така гледаме, но сепак да, тоа останува како еден лајт мотив на повеќето земји. Меѓутоа, еве сме веќе на праг на рецесија. Повеќето земји, особено во Европа, во наредниот квартал веројатно ќе се соочат со рецесија и тоа значи дека се забавува развојот на човештвото. Имајќи го секое помагало, денеска е многу едноставно, животот стана многу поедноставен отколку пред 50 или 100 години, да се соочиме со такви штети финансиски. Веројатно војната секој ден јаде по најмалку еден буџет на Македонија. По најмалку еден буџет. Ако земеме во предвид дека 1 километар автопат чини 10-15 милиони евра, пресметете само колку чини вложувањето во таа воена машинерија, колку требало да се вложи за да дојдеме до ниво да имаме ракети кои што можат прецизно да стрелаат на 200, 300, 500 па и повеќе километри. Сето тоа, а во исто време не вложуваме во здравството, не вложуваме во образованието, вложуваме во воената индустрија. И Трамп тоа особено го користи. Имаше информација, професоре, дека во првите денови од војната 3 или 4% од вкупниот американски буџет воен годишен бил изеден, да кажам, на самиот почеток. Може би тој процент сега е стигнат и повеќе, и 10%, што се огромни пари. Така е. Да. Добро, да чуеме што мислат странските известувачи и воени известувачи за тоа колку оваа војна може да трае и што би било тоа што би било тригер за нејзино евентуално привршување. The ongoing Israeli-American war on Iran is boiling down to one key question: who can take the pain the longest? By this I mean that the world's economy is increasingly being affected by the fact that Iran is targeting oil infrastructure in the Gulf Arab states. Iran also has attacked ships in the crucial Strait of Hormuz, that's the narrow mouth of the Persian Gulf, through which about 1/5 of all natural gas and oil traded passes. There's also a lot of the world's fertilizer that moves through there as well. This is having a knock-on effect with higher gasoline prices and other commodities being affected. And the Iranians have insisted that they're not going to allow a single liter of petroleum to move through there. And that's crucial as the Iranians are trying to pressure the wider world into getting Israel and America to stop its airstrike campaign. For the Iranians, they're just trying to survive. The theocracy is at one of its weakest points since the 1979 Islamic Revolution that installed it. It has named a new supreme leader after the killing of Ayatollah Ali Khamenei. It's his son, and we still haven't seen him on state television, raising questions about his condition as the war rages on. Now, the Revolutionary Guard in Iran, which maintains its ballistic missile arsenal, is continuing to launch attacks on Israel. And those attacks, though the number of missiles have gone down, continue to have Israelis scrambling for bomb shelters and disrupting life in that part of the world. So all this together shows that it's become a war of attrition, and it likely is that whoever lasts the longest is going to be the one that ends up being the victor. But there's a lot of variables still remaining, and it remains unclear just who will yield first. Многу разумно делуваше ова што го чувме. Кој прв ќе попушти, односно кој подолго ќе издржи. И економски, и воено, и од секој можен аспект. Не знам, Дојовски. За жал така е. Се прашуваме до кога се ова ќе трае и едноставно каде е крајот на оваа отворена војна. Не сме биле во ваков судир. Дури ни Русија во Украина немаше толку голема жестина и отворена војна.
Знаете, Добро, тоа на терен Путин беше никогаш посилно, да речам. на копно. На копно. Меѓутоа, видете, целта на Путин никогаш не беше во првите 24 часа да го елиминира Зеленски, на пример, што е многу поразлично во оваа ситуација. Тоа е податок кој што тоа е всушност веројатно окосница од која што Иран не би прифатил ништо повеќе отколку да воспостави еден многу посилно влијание во тој дел на светот. Тој може да ја искористи ваквата ситуација буквално со земјите наоколу да створи еден многу поразличен фронт на односи понатаму. Дали Иран може да издржи долго? Веројатно може. Иран е голема земја. Знаете, тој е веројатно по моќта не е помал од Германија. И по жители, по воена моќ да не зборуваме, по интелектуална моќ исто така. Иран воопшто многу е поразличен од и овој конфликт е многу поразличен од конфликтот помеѓу Русија и Украина и во регионален аспект и во односите во Европа се направи сериозна поделба по однос на односот со Русија и Украина. Но таму немаме што да бараме. Не треба да биде прашањето кој до кога може да издржи. Затоа што тоа ќе го однесе човештвото во светот кој што нема да се вратиме назад. Односно ќе се направат такви оштетувања што идните генерации ќе мора да почнат од нешто што ние одамна сме го надминале. Затоа ми се чини дека што поскоро треба да се стават на маса интересите. Кои се крајните интереси? Тоа е основен проблем. Ивановски, видовме уште еден економски аспект во излагањето на колегата новинар. Тоа е за ѓубривата. И сега најднаш од каде тоа? Тоа е еден елемент кој што исто така е многу важен, бидејќи ѓубривата се како дополнителен, не нус производ, туку дополнителна алка од петрохемијата. Исто како што е суровините за производство на пластични маси. Имаше информација дека, не ги знам точно бројките, меѓутоа дека една од големите последици на оваа војна е прекинот на снабдувањето на пазарите со вештачки ѓубриви, кои што сепак кои што се користат и се многу важни за земјоделството и за производство на прехранбени продукти. Практично гориво за јаболката, пиперките и така натаму. Ајде. И веќе многу големи компании, многу големи пазари се соочуваат со недостиг на вештачки ѓубрива, што од друга страна па го намалува производството и ја зголемува цената на производството, значи на крајните производи. Веќе тоа е еден канал низ кој што ќе се појави притисок врз цените и врз инфлацијата. Исто така производството како дел од петрохемијата и производството на суровини за пластични маси, кои што, значи, кога зборуваме за производители на сурова нафта и на нафтени деривати, ние главно се фокусираме на ова што ние го користиме во автомобилите или така натаму. Меѓутоа, петрохемијата е многу поширок сегмент кој што има многу производи кои што се многу важни за целокупното стопанство во светот. Ајде сега малку, каде е тука Македонија во целиот овој конгломерат на односи? Едно се економските се разбира, меѓутоа и политичките. Први застанавме во поддршка на американската интервенција војна во Иран со објава на Министерството за надворешни работи. Меѓутоа, како што гледаме, тоа нема некои ефекти. Ниту пак ние можеме на било кој начин да придонесеме, освен декларативно. Сепак, кои ќе бидат последиците? Многу е значајно што Македонија е земја членка на НАТО. И ќе споделиме судбината на сите земји членки на НАТО. Македонија нема да биде изложена како единствена држава на било какво влијание однадвор. Во оваа фаза од развојот на односите на Блискиот Исток, ние ќе ги чувствуваме само овие индиректните последици, зголемувањето на цената на животот, едноставно да не речеме нафтата, и тоа ќе се пренеси и на се друго многу скоро. Од безбедносен аспект, барем засега не постои стравување дека може да има било какви, не само кај нас, туку и во нашето непосредно обкружување. Зборувам на тлото на Европа и дури на европскиот дел на Турција, па ми се чини дека и северот на Африка е релативно безбеден од директни влијанија. Дали ќе бидат американски, дали ќе бидат израелски или ирански, тоа воопшто не е значајно, но факт е дека во оваа фаза не треба да стравуваме. Едноставно, далеку сме од воените дејствија. Меѓутоа, треба да се подготвуваме. Ние еднаш поминавме низ една голема мигрантска криза пред 10 години, кризата 2014-2017, која што во наредниот период веројатно нема со таков интензитет да се појави, и сепак Иран е сосема поразлична земја, тоа не се овие зафатени од порано од дејствија како Ирак или
истокот на Африка, сиромашните земји или Афганистан или другите, сепак Иран се извинувам е многу поразличен од тој аспект. Меѓутоа, тоа што ние можеме да го почувствуваме што може да биде поврзано со ова е евентуално раздвижување на мигрантските бранови, кои што не е неопходно да бидат само од Иран. Знаете, таму може да тргнат луѓето да се иселуваат и од други држави, особено имајќи предвид дека Европа е веќе во голем дел домаќин на многу милиони луѓе кои што сега веќе во Европа можеме да ги забележиме. При секое патување едноставно не можете 5-10 милиони луѓе да не ги видите. Македонија треба да продолжи да биде рамо до рамо со нашите партнери во НАТО, па ако е тоа и Соединетите американски држави. Во оваа фаза ние не треба да размислуваме за ништо поинаку освен да го подготвуваме населението. Впрочем, има објавени и Црвениот крст и други институции што е тоа што е неопходно за едно семејство да може да преживее 10, 15 или 30 дена. Често тоа се прави за 30 дена. Во случај доколку тргне кон лошо, еве видовме дека доста од земјите членки на НАТО воведуваат, макар тоа да е символичен, задолжителен воен рок. Се воведуваат пакетите или се даваат јасни информации што треба да содржи пакетот, што граѓаните треба да го имаат дома во секое време. Тоа треба да го направиме, за тоа треба да дискутираме. Следејќи ја политиката и особено на политика која што се креира во Брисел, независно дали од НАТО или од Европската унија, нашето место е тука. Ние не можеме. Во оваа фаза едноставно јасен е нашиот пат, членка на НАТО, сме кандидат за членство во Европската унија. Изјави или не се само изјави и постапки на Србија, на Хрватска, па и на Косово и Босна и Херцеговина. Особено Вучич беше доминантен во последните денови со изјавите за наоружување, за одбрана. Зветска оружјето во зборовите сега и на Балканот. Дали е тоа опасност? Реална не. Реална не представува опасност, затоа што такви раздвижувања нема. Србија набави, се разбира, некое поинакво оружје, хрватскиот председател со една изјава, со друга. Тоа не е поврзано со темата за која што дискутираме денеска, меѓутоа интересна е преписката помеѓу хрватскиот председател и израелскиот прв амбасадор, а потоа нели и министер за надворешни работи, во кој што јасно се става до знаење дека НАТО, Европа, Хрватска е НАТО и е Европа, не е председателот Милановиќ председател на држава која нема никакво влијание, дека ова нема никаква врска со Европа, барем засега, барем од географски аспект, па нека и политички тој. Меѓутоа, знаете, тие прашања на Балканот секогаш се отворени. Нема мир овде од 90-тите години, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина отворено прашање, веројатно многу повеќе отколку што Косово е отворено во овој момент, затоа што во Босна се испреплетуваат интересите на цела Европа. На Косово можеби малку повеќе американските и српските, а во Босна имаме интереси и на Србија, и на Соединетите американски држави, и на Европа, и преку постојаното, но и високиот представник се разбира, и тоа ќе продолжи да биде отворено прашање. Секогаш ќе имаме такви изјави. На Балканот едноставно, како што викаше српскиот министер Дачич, никогаш не било досадно. Историјата не е досадна и впрочем така живееме ние од 90-тите години наваму и можеби тоа ќе се случи и на Блискиот исток. Кога тогаш американците ќе се повлечат или интензитетот на овие действија ќе се намали, Иран исто така ќе се повлече, но никогаш нема да се најде соодветно решение или барем не во еден разумен временски период. Но нашето место засега ми се чини дека ние сосема соодветно реагираме на се во ова. Ние не сме дел од нити од предметот, нити па некој ќе не праша за решението. Добро е да може владата да действува повеќе за заштита на стандардот на граѓаните. Тоа би било дури од безбедносен аспект сосема доволно во оваа фаза. Сигурно тоа е клучно. Јовановски, во тој економски дел речеме на последиците. Професорот го кажа она што е клучно за нас. Мислам дека заштитата на стандардот, економијата. Само да споменам една работа, мислам дека имаше и контакти со како може цела работа негативно да се одрази врз нашата економија. Меѓу другото, нели очекувавме некои инвестиции од Емиратите. Таму имаше контакти премиерот, најави соработка во областа на енергетиката, земјоделството. Тука доаѓаше човекот кој што го градеше Белград на вода, се спомнуваше Скопје на вода и така натаму. Значи, не верувам дека сега во такви околности дека тие инвестиции ќе се реализираат барем не во догледен рок, затоа што сега Емиратите имаат многу поважни работи со кои што треба да се справат. Она што е клучно за кај нас во контекст нели на овие дискусии со минималната плата, одбивањето владата да влезе во некоја поактивна улога помеѓу синдикатите и работодавачите. Останувањето е на страна. Овие
дебати што се водат дали треба или не треба да реагира владата. Не знам, денеска има седница, не ги знаеме деталите од седницата, дали некои мерки ќе се преземат или не. Сите тие работи се клучни од економски аспект за функционирањето на животот на обичните граѓани, на компаниите и мислам дека тука треба владата да покаже многу поактивна улога. Опозицијата притиска, што е и логично, нели, за намалување на ДДВ, на акцизите. Денеска председателот на СДСМ излезе со уште две мерки, со преполовување на цената на патарините, со нула ДДВ за основните прехранбени производи. Сега, колку тоа ќе се реализира, имајќи ја во предвид констелацијата на односите во парламентот, тешко е да се поверува дека таквите закони ќе поминат. Меѓутоа треба да се има во предвид дека и сегашната владеачка партија, кога беше во опозиција и кога исто имавме енергетска криза, излегуваше со слични, ако не исти предлози како што сега излегува опозицијата. Мислам дека од аспект на мерките кои што истојат на владата, тие се предвидени во законите, нели? Има механизам за намалување на акцизите, може владата да реагира со намалување на ДДВ-то за нафтените деривати. Тие го спомена, меѓутоа јас имам впечаток дека додека можат да тераат вака, ќе тераат доколку нема посилен притисок од граѓанството или едноставно ако не се примети тоа дека навистина создава проблем. Да, тоа ќе овозможи повеќе приходи во буџетот, кои што сега не ги знам најновите податоци. Добра резерва. Мислам дека ќе ги пополни оние празнини кои што се појавија во почетокот на годината. Сега не ги знам најновите податоци, меѓутоа до пред 10 дена имаше потврлање, да речам, во идеалното полнење на буџетот, ако се подели на 12 единици, колку што има 12 месеци во годината, мислам дека приходите во буџетот беа под оптималното ниво. Ова сигурно добро ќе дојде на владата за да обезбеди повеќе приходи пред се од ДДВ-то, бидејќи тоа 18% на 92 денари не е исто што и 18% на 64 денари цена за дизел или за кај акцизите друг параметар, бидејќи тие се во фиксен износ од литар бензин. Кога очекувате дека владата може да влезе во некаков тип на интервенција, кога ќе порасне уште цената или кога ќе се помине известен период кој што не е доволно издржлив? Со оваа мерка која што ја понуди ОКТА, дали тоа е во соделство со владата направено или не, или самата компанија тоа го како општествена одговорност, да кажам, го има преземено. Тој помалку некако беззначајно се покаже и не ни профункционира. И јас мислам дека не профункционира, особено што е нели една друга голема компанија кај нас МАК Петрол во два наврати излезе со соопштенија кај што каже дека нема добиено официјално таква одлука. Така да инаку има неколку видови на мерки кои што некои држави во регионот веќе ги презема. Нешто што и МАК Петрол го предлага, го побара, нели во фиксирање на набавната цена, мислам. Тоа мислам дека во Хрватска се презема, има ограничување на профитните маржи, некои држави го презема и ова со акцизите, со ДДВ-то, кои што се мерки кои што истојат на располагање на владата. Кога ќе ги активира тоа, веројатно е нивна проценка, ама граѓаните сакаат што побрзо. Да, лесно е во опозиција да се бара тоа го бараше ВМРО во кризата ковид. Сега го бара СДСМ во ова криза, меѓутоа вие споменавте дека се уште не се до крај јасни буџетските инсталации, дали тоа во овој момент е возможно? Или ќе биде неминовно да се интервенира? Секогаш ако продолжи војната и ако продолжи растот на цените, мислам дека ќе биде неминовно. Затоа што ако тоа се одрази на цените, на инфлацијата, потоа многу тешко ќе може да се сопре тој ценовен вител или спирала која што ќе се пробуди. Ние веќе имавме искуство изминативе неколку години со такво нешто. Инфлацијата стигна двоцифрена, беше, така да гледаме со какви напори и со какви маки се стабилизираат цените и уште не сме до тоа ниво кое што е посакувано, нели 2% годишна инфлација.
Јасно е дека секоја безбедносна криза има директна економска цена, таа веќе се плаќа и ја плаќаме. Еве за крај, порака на оптимизам, дали гледате можност за оптимистичко сценарио во целото ова што ни се случува? Накусо само бижамбо веќе. Да им порачаме на граѓаните дека во оваа фаза едноставно економските последици се неминовни, тоа е нешто што мора да се издржи, но да чувствуваме дека сме безбедни, ние сме дел од најголемата впрочем воена машинерија во светот. Тоа што се случува на Блискиот Исток ќе се случува многу долг временски период, можеби со посмален интензитет, не на истиот начин, да се надеваме дека нема да прерасне во отворен судир и целото човештво да биде зафатено, тогаш нема да бидеме поштедени ни ние, но барем во оваа фаза потребно е да повикаме на спокојство. Реков, освен економски, кога ќе одиме на бензинска, кога ќе одиме на пазар, на друг начин тоа нема да го почувствуваме и тоа е добро во развојот на станите и околностите. Меѓутоа, дека наскоро можеме да очекуваме некој сериозен мир, тоа за жал не би можеле. Па дури и најголемите оптимисти не би го рекле тоа. Добро, ќе треба да бидеме трпеливи и да се носиме со последиците кои што ова ги носи. Ви благодарам што бевте денеска гости во Директно. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешната емисија. Останете со Телма, следуваат вестите.